Добра вечер, почитувани гледачи. Ви благодарам што сте на фреквенцијата на телевизија Алфа, гледате За или Против. Јас сум Анастасија Илиевска и вечерва разговарам со Анастасија Илиевска. Не нема да разговарам сама со себе, туку ќе разговарам со новиот член на управниот одбор на МЕПСО и дамата со која што јас лично бев помешана и Социјалдемократскиот сојуз сакаше да направи скандал од истото, за жал или за среќа за јавноста, за да не биде во заблуда, самите паднаа во самиот скандал. Ке зборуваме за овој, ке зборуваме за многу останати теми. Велам уште еднаш добро вечер на Анастасија Илиевска. Добро вечер, Анастасија. Драго ми е што вечерва ти сум гостин и се надевам дека ќе третираме многу теми кои што ќе бидат интересни за гледачите. Да, би сакала да ве најавам, бидејќи вашата кариера е навистина импресивна, не само во самата партија од која што доаѓате ВМРО ДПМН, сте били поранешен државен секретар во МВР, поранешен директор управата за јавни приходи, државни функции, партиски функции. Посебен советник е председател од Иванов за безбедност. И партиски функции секако. Така е. Ке позборуваме за се останато, меѓутоа би сакала да на почетокот да започнеме со она кој што беше и повод за ова гостување. Во едно ваше интервју напоменавте дека сте сакале кога сте биле во средношколските години да бидете новинар, па животните патишта се интересни. Неколку години подоцна Социјалдемократскиот сојуз ве помеша со новинар, ве помеша со мене. Па на пресконференција бевте најавени како новинар, водител, односно сопруга на Богдан Илиевски, или како што тие го нарекуваа во самата пресконференција сопруга на Бетмен. Што помисливте првично кога ја слушнавте таа изјава? Најпрвен, сигурно јас и вие имаме многу заеднички интереси, што добро е, ради нивната пресконференција, ние пријателството ќе го градиме понатаму во животот и баш ми е драго што млада личност како вас се занимава со оваа професија и доста успешно за многу краток период. Благодарам. Она кое што го помислив најпрвин, знаев дека е една тешка дезинформација и дека се злоупотребуваат имиња на личности, поточно личности како што сте вие и личност како што е Иван Иванов, син на председателот Иванов, кој што е помешан со еден од членовите, исто така и директорите на управен одбор во МЕПСО. Иван е исто така многу сериозна и квалитетна личност. И едниот Иван и другиот Иван, но несериозноста е од страна на Социјалдемократскиот сојуз и нивното непроверување на информациите, поточно на сервирање на лажни информации. Самото непроверување доведува до лажни информации каде што се наметнува погрешно мислење кај јавноста, дека некои одредени личности ради нивните членови во семејствата ги добиваат тие функции. Но тука би сакала да потенцирам дека секоја една личност, без разлика на членовите во семејството, колку тие наназад имаат минат труд, дали во политиката или во некои државнички функции, дека секој еден, во зависност од неговиот труд, во зависност од неговото образование, во зависност од неговото заложување и во кариерата, но и во одредени сегменти во општественото живење, има право да биде избран или да аплицира за одредено работно место, а секако и за одредена функција. Да, ова ме носи на следното прашање, а тоа е, се чини дека наративот беше дека одредени, и оно што можевме досега да го видиме, е дека одредени личности се предодредени, родени за да бидат државни функционери, а останатите ние обични смртници не сме доволно добри за да бидеме на тие државни позиции. Тоа е едниот аспект од прашањето. Тука мислам и на Иван, и на себе, и на вас, и на останатите кои што би биле сега или во иднина членови на било какви државни институции. Меѓутоа, не им беше проблем кога членови на семејство на државни функционери години наназад зема и злоупотребуваат државни пари преку тендери, преку неплаќање даноци и слично. Како гледате? Се она наназад што го гледавме изминатите 7 години,
каде што имаше моменти на судир на интереси и каде што Државната комисија за спречување на корупција алармираше и од стотици нивни предмети, каде што само еден мал дел, чинам дека беа околу 20 се процесирани и само 3 се веќе во постапка, укажува за несериозниот пристап на надлежните институции за поведување на постапки кои што биле иницирани од Државна комисија за спречување на корупција. Секој оној кој што има образовни перформанси, има надградба, има квалитет, без разлика на членовите од неговото семејство, треба да биде рамноправен. Но, ако аплицирате или добиете работно место или одредена позиција во државни институции, каде што ниту вашето образование не е компатибилно, ниту работното искуство и така натаму, е сериозност со која што треба ние да ја елиминираме. Заради тоа што првото правило, првото нарушување на правилото, ние веќе цел систем го распаѓаме. И е она кое што сега ние изминативе години, годините што следат, треба да го анулираме, заради тоа што граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО, ДПМНЕ и на коалицијата за да се анулираат тие состојби кои што изминатите години, 7 години посебно ги гледавме во огромен број. Уште една работа во таа пресконференција, оној скандал кој што сакаат да го предизвикат, што не само мене, туку и на останатите со кои што вие и јас комунициравме, е тоа што на пресконференцијата Иван беше представен како нечив син, а јас бев представена како нечива жена. Значи Иван ги нема останатите квалитети, јас немам останатите квалитети, туку јас сум само нечива жена, Иван е само нечив син. Од страна на женските права, ова доаѓа од луѓе од политичка партија која што себе си се прокламира, се представува како некој кој што се бори за правата на жените, оди на маршеви, организира конференции, меѓутоа во вакви случаеви се гледаат правата на жените. Што мислите за ваквото однесување? Најпрвен ми е жал што пресконференцијата беше од женска личност, каде што ние жените треба да бидеме први кои што ќе ги поддржуваат жените, ќе ги мотивираат и ќе застанат за секоја една жена која што ќе биде нападната, без разлика дали тоа ќе биде од некоја организација, институција, од некоја невладина или од некоја машка личност. Ние самите жени треба едни на други да си бидеме ветер во грб и да си помагаме, да застануваме без разлика на нашата партиска определба или било каква определба, дали е тоа религиозна, дали е верска, дали е од друг аспект определба, да застанеме секогаш во одбрана на жената, заради тоа што знаеме колку на жената во општеството и е потешко да стигне до одредена позиција за разлика од мажите. И ова сега што го кажав, гледам што е можно поретко да го кажувам, заради тоа што со самото тоа кога ние изнесуваме дека жената треба да биде во одреден процент застапена, пример секоја трета на листа и така натаму, во одредени институции, ја правиме лошата поделба во општеството на мажи и жени. На она на кое што треба да се посветиме, од жени 25 години до највозрасните жени кои што се вклучени во процесите во општествените активности, без разлика дали се тоа политички партии, без разлика дали се тоа невладини организации или се меѓународни институции, секоја една жена треба да се стреми да ја помага на друга жена која што ги има квалитетите, се со цел да може да се имплементира и енергијата да се даде во одредени сегменти за развој на општеството. Пристапот на жената спрема мажот е малку поинаков. Имаме ние мајчински инстинкт и тој мајчински инстинкт не само што се рефлектира кон децата или кон тие мајчински процеси, туку и во општествените гледишта кон државата. Да, значи, мајчинскиот пристап за грижата, за институциите,
За државата е малку поизразен и посуптилен. Да, ние убаво го кажав тоа, бидејќи се согласувам за тоа дека темата за тоа дали жените треба или не треба да бидат во одредени државни институции или пак па и во приватни фирми сме виделе голем број на жени успешни менаџери. Имаме претседател на државата која што е прекрасен професор, дама, пример, министерката за финансии која што беше гостинка тука и министерката за енергетика. Така е. Значи жени кои што буквално и од она што гостувале, од она што го кажале во јавноста, очекуваме многу. Некогаш кратко народски да кажам, затоа жената дома раководи со тоа менаџирање на обврските, па сигурно сум дека ќе дадат и таков елемент во менаџирањето на државата. Уште кратко ќе се задржам на оваа тема, а тоа е продуцирањето на лажни вести, што го кажавте вие, бидејќи ова беше лажна вест, непроверена вест. Исто така доаѓа од местото, од луѓето кои што многу често и Алфа телевизија и новинарите на Алфа телевизија ги нарекува непрофесионални новинари, меѓутоа и зборуваа за тоа како креирале лажни вести. Ние сме го докажале тоа многу пати дека не е точно, меѓутоа СДСМ повторно покажа дека креира лажни вести, при тоа не се извини. Не ни се извини ни мене, ни вас, ни на останатите кои што беа инволвирани соодветно на пресконференција која тоа беше побарано. Што сметате за ваквото креирање на лажни вести и наративи? Самите граѓани веќе долг период наназад, кога станува збор за вашата телевизија, ја имаат перцепцијата и самата гледаност на оваа телевизија покажува дека вие сте еден сериозен медиум на кој што нормално тие му веруваат. И треба малку посериозно, посебно тие дневно-политички настани или поентирања од страна на политичките партии, да се земат со една голема внимателност, поради тоа што да се наруши некој рейтинг или да се наруши статус на одредена личност, посебно која што е вклучена во политиката, е многу лесно со пласирање на лажни вести, а докажувањето, иако трае малку подолго и е еден процес кој што треба да биде, кој што исцрпува и буквално не дефокусира од секојдневните активности кои што ни се задача и за кои што сме ние како државни функционери на одредени позиции платени од граѓаните. Назначена сте член на управен одбор на МЕПСО, многу скоро сте тука, меѓутоа од она што останатите нови кадри го забележа кога беа назначени и на државни функции, заедничко за сите нив беше дека открија голем број на скандали и ако може да го искористам нивниот речник, недомакинско работење. Каква е состојбата со МЕПСО? Не би го употребила зборот скандал, сигурно, заради тоа што се многу сериозни состојбите. Не би сакала да преюдицирам одредени ситуации во институцијата, заради тоа што ние сме назначени околу 10 дена, но од тие 10 дена што може да се види е навистина недомаќинско, несериозно и неодговорно однесување на раководството, претходното раководство во оваа институција. И секако според релевантни институции кои што имаат веќе изготвено извештај како Државен завод за ревизија за оваа институција, треба да се скенираат состојбите по тие извештаи и соодветните надлежни институции да си преземат активности. Значи зборувам за основното јавно обвинителство, кое што по допрен глас или по извештаите од Државен завод за ревизија ги има констатирано и нотирано во извештаите. Секако овај период наназад од 2 до 3 години треба да се скенира што е направено по однос на тие препораки, по однос на тие забелешки, дали е подобрена ситуацијата, дали е влошена ситуацијата. Мене ме загрижува еден сегмент, заради тоа што и при постоење на законска регулатива, при постоење на правилници, уредби и процедури, истите се игнорирани или се ставени вон функција, или се неприменувани и однесувањето на раководството е надвор од тие законски регулативи. Она кое што треба надлежните институции во оваа институција каде што јас сум член на управен одбор во МЕПСО, секако треба да се види се она за кое што
се зборува, да се нотира заради тоа што станува за исклучително сериозна институција, која што е една од институциите кои што се критична инфраструктура во Република Македонија. Благодарам за првиот дел. Ќе направиме тука една кратка пауза, меѓутоа ќе продолжиме со останатите теми. Како што кажа, вие сте биле државен секретар во МВР, поранешен директор на управата за јавни приходи, па имаме многу теми на кои што ќе зборуваме, меѓутоа по кратката пауза со реклами. Добра вечер уште еднаш, се враќаме назад во студиото, продолжуваме онаму каде што застанавме. Премиерот Христијан Мицковски денеска обзнани дека во јули биле собрани 7,6 милиони евра наплатени на патарини и вели дека тие пари постоеле и предходните години, односно тој промет во патниот сообраќај се реализирал, меѓутоа го немало, односно не биле ги немало во буџетот, односно да кажем народски биле украдени, како да кажеме, кој е точниот термин. Што ова покажува во однос на тоа што се правело со државата, со државниот буџет, колку е ова само еден од примерите што ги видовме изминатиот период, поврзани со неплаќање на даноци, оштетување на буџетот, и самата министерка кога го презентираше ребалансот на буџетот и кога гостуваше тука, кажа дека буквално планирани средства биле за половина од годината. Како остатокот од останатите 6 месеци, секој на својот Бог можеби ќе се моли, па ќе се најде решение. Самиот факт дека дефицитот, планираниот дефицит во буџетот, беше 80% искористен, потрошен во април месец за време на предизборниот циклус, за време на изборите, во време на предизбори во мај, покажува дека расипничкото дивење, не е тоа однесување, тоа е дивење со средствата од граѓаните, со средствата од буџетот. Изминатите 7 години беше карактеристика за таа владеачка гарнитура и така ќе останат запишани и во историјата на Република Македонија, дека само грижата за себе и не грижата за граѓаните и за институциите беше една слика која што сите буквално ја живеевме, и една слика која што ги доведе институциите во една состојба каде што нема институција која што нема финансиски проблеми, нема институција која што нема проблеми со нормалното функционирање и сервисирање на услугите на граѓаните. И ние овој период, зборувам како владеачка гарнитура, треба да ги известуваме постојано граѓаните и да им ја доловуваме ситуацијата во која што ги оставија државните ресурси, во каква состојба, се со цел да знаеме дека сликата е малку полоша од она која што и ја замислувавме. Но секако, тука со едно добро менаџирање, со едно добро раководење, со еден домаќински пристап, без раскалашеност, со сервисирање на неопходните услуги на институциите на државата, ќе воведиме еден принцип на честност, одговорност, но секако и на излегување на потребите на најзагрозените категории на граѓани на Република Македонија. Мора да имаме слух како за пензионерите, така и за учениците, секако тука за сите пациенти за кои што се доведени на дното на услуги кои што еден здравствен систем може да ги пласира во некоја држава. Она во кое што ги оставија институциите е навистина алармантна и една голема хаварија е случена пред да се преземи власта, но надежта и мотивот се оние кои што треба најпрвин да ги вратиме со едно честно и посветено работење. И самиот пристап на министрите, а секако и на вториот и третиот ешелон со назначувањето, е едно домаќинско работење и оно што го објави денеска премиерот Христијан Мицковски е за почит од работата на соодветните лица кои што се ставени на функциите и се надевам дека во таа конотација дека ќе може да ги обслужиме сите граѓани
и сите оние дејности кои што произлегуваат, поточно функции кои што произлегуваат од надлежните институции. Нема да биде лесно, ќе биде многу тешко, но впрочем знаевме дека и таква ќе биде ситуацијата. Проблеми секогаш ќе има, но најпрвин треба оние да се решаваат кои што се големи и од суштинско значење за функционирање на држави, на институциите. Несомнено е тука дека ќе треба за одредени процеси и подолг временски период, но многу е важна посветеноста и намерата да се решаваат проблемите и да се издигнат институциите на едно ниво каде што ќе може да функционираат. Да, суштина дама, министерката за финансии, зборувавме тука во ова студио и објаснуваше одредени работи, па сега би сакала како поранешен директор на УЈП да ми ги објасните случувањата. Станува збор за оние две фирми на кои што им беа одземени лиценците за игри на среќа, а при тоа министерката на пресконференција кажа дека едната од тие фирми буквално не плаќала давачки од јули 2022 година, значи 2 години не плаќала давачки. И при тоа вели дека вели вака, не се платени давачки од јули 2022, при тоа нагласуваме дека првично барање од Министерството за финансии до Управата за јавни приходи е доставен уште во јули 2023 година. Што тоа значи, ако не биле наплатени, и може ли некоја слика да имаме колкава сума станува збор и што правеле овие фирми? Само за едно мало појаснување за да имаме целата слика, предувачите на игри на среќа кога ќе добијаат лиценца, тие оставаат гаранција во Министерството за финансии, а колку треба да платат по однос на данок на личен доход, евиденцијата ја води Управата за јавни приходи. Сега тука, непосредната комуникација меѓу институциите кои што се под соодветните министерства, во случајот Управата за јавни приходи и Царината под соодветното Министерство за финансии, нивната непосредна комуникација е од круцијална важност, поради тоа што на дневна основа се случуваат ситуации кои што треба да не алармираат за одредени неплаќачи на давачки кон државата. Одредени давачки приредувачите на среќа ги плаќаат кон Министерството за финансии, а одредени даноци ги пријавуваат и ги плаќаат кон Управата за јавни приходи. Доколку во случајов имало една непосредна комуникација, а не била потребна една година од 2022 до 2023 за интервенција, сигурно немало да дојде до ваков гап, временски гап. Ние сме имале такви ситуации кога јас бев директор на Управа за јавни приходи, а министер беше Кирил Миновски и буквално ги активиравме веднаш банкарските гаранции за одредени приредувачи на игри на среќа и тоа се законски норми кои што се дозволени и тоа е пропишано во законот. Видете, кај нас во Република Македонија прилично имаме добра законска регулатива и добри подзаконски акти. Проблемот изминатите 7 години беше непочитување на таа законска регулатива и секако на сите оние подзаконски акти кои што произлегуваат од таа законска регулатива. Дури во одредени институции тие подзаконски акти се ставани вон процедура се со цел одредени бенефити раководните структури да можат да ги користат од соодветните институции. Тука е проблемот и тука треба да се скенира состојбата и тука соодветните институции како Министерството за внатрешни работи, како финансова полиција, како Државен завод за ревизија, на тие скенирани состојби, надлежното јавно обвинителство треба да поведе соодветни процеси. Ја споменавте комуникацијата помеѓу институциите, чинам дека како во секој организам, организација, семејство е клучна за да може да се функционира. Дали намерно не е правена
комуникација или намерно избегнувана комуникација, дали едните, бидејќи тука зборуваме за власта СДСМ, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ, се замижувало, можно ли е тоа, вие сте били на една и на друга страна, па сте били во МВР, велам, бидејќи спомнавте Министерството за внатрешни работи и УЈП, можно ли е до толку да немало комуникација, да не се знаело кој што прави? Од сите процеси кои што наназад можевме да ги видиме изминатите години, некомуникацијата и секој во својот двор делување беше преочигледно и многу честа појава. Она кое што јас го алармирам и реално ВМРО ДПМН има таков став и во коалицијата се надевам дека таа атмосфера ќе се задржи поради тоа што може да се види досега дека сите ние сме во една влада и ние сите како една влада треба да делуваме на одредени процеси. Како при измена на одредени законски регулативи, при носење на нови законски решенија, при надминување на одредени општествени состојби и анулирање на проблемите, секако при развој и раст на БДП и на квалитетот на животот на граѓаните и раст на стандардот. Ние треба да настапуваме како една заедничка влада која што има целосно одговорност. Нема поединечни случаи и политики. Не само комуникација, него да се гледаш, да има да не се замижуваат, не се замижува народски кажано ако се гледа дека одредена институција не прави нешто што не треба да се прави. А ако се случувало ова што го прочитав се што алармираше министерката. Одговорноста е на сите политички партии кои што се во власта. Владата е таа која што ја диктира и ја креира политиката, а таа е во согласност со коалициониот договор меѓу сите чинители во таа влада. Сте били државен секретар во Министерството за внатрешни работи, тоа во еден доста деликатен период и од надворешен и предизвици кои што доаѓаат од надвор, меѓутоа и предизвици кои што доаѓаат од внатре. Државен секретар сте во време на шарената револуција. Па ќе се навратам на оно што беше кажано од страна на премиерот Христијан Мицковски, што е актуелно доста изминатиот период, а тоа е информациите кои што ги сподели со јавноста дека Демократската унија за интеграција наесен планира дестабилизација на Македонија. Се зборува за протести, демократски форми на изразување на незадоволство и слично. Па може ли ваше гледиште, имајќи го искуството кое што сте го имале за време на шарената револуција, што може да не очекува, односно кои се нашите капацитети, што може да не очекува и како би одговориле на оно што може би се случило? Од овој временски аспект, она што се случуваше 2016-2017 година, како протести и шарена револуција, која што истовремено ни се случуваше на Република Македонија, со една мигрантска криза која што беше од огромни размери. Дневно транзитираа низ Македонија од 6.000 до 10.000 лица и силите на Министерството за внатрешни работи и на армијата вклучително, поради тоа што беше прогласена и се уште е кризна состојба, делува на две полиња, на две жаришта. Едното беше мигрантската криза и другото поле беше шарената револуција и се она што таа шарена револуција донесе, а тоа е уништување на државен имот, значи палење на државен имот, шарење на државен имот, уништување, кои самите тие, кога дојдоа на власт, не го анулираа сето тоа што си го оштетија. Нивното однесување на Социјалдемократскиот сојуз, а сега гледаме и дека на ДУИ вклучително во пакет, е на тој начин насилнички со протести, доаѓање до власт. Опозицијата според мене треба да биде подемократска и покреативна со носење на со предлог на измена на законски решенија, со амандмани во собранието, се со цел да може квалитетно да се делува на стандардот и квалитетот на живењето на граѓаните. Она кое што за нив е карактеристично, преку такви протести, навистина нема да не доведе до подобар живот, нема да не донесе до попозитивна ситуација во државата,
и сметам дека сериозен треба да биде пристапот кон тие информации, се со цел да може да се позитивно да се гледа на процесите кои што се случуваат во државата, заради тоа што имаме навистина низок раст, имаме голем процент на сива економија, имаме стандард низок кој што ниедна земја во регионот го нема, имаме многу периметри кои што покажуваат дека ние треба сите заедно да работиме кон подобрување на состојбата во државата, а не со протести. Протестите се последна алатка за доаѓање и до позитивно влијание на процесите во државата. Имаме ли ние капацитети, имајќи го искуството што го имавме од шарената револуција, или што научивме од шарената револуција како држава, за можност правување со таква форма на делување? Многу е важен пристапот од раководството и тука видовме дека од едни процеси каде што се обидоа за време на техничката влада да направат криза со пасошите и личните документи, дека раководството во таа техничка влада и сега моментално која што го води Министерството за внатрешни работи успешно се справи со целата таа криза која што беше намерно режирана од структурите кои што се повлекоа за време на техничката влада, според тој закон за техничка влада. И јас сум сигурна дека капацитети министерствата имаат, но дека пристапот не е добар од страна на опозицијата. Тие, доколку сакаат да придонесат за подобар живот на граѓаните, од позиција на опозиција, истото можат да го прават во институциите каде што се вклучени, посебно во собранието. Кажавте, споминавте мигрантската криза, дека додека сте биле државен секретар во МВР се случуваше и таа мигрантска криза. Во светот имаме неколку активни жаришта, за жал, и во Европа, паречиси на секоја една страна од светот се случува по некое жариште. Наесен се вели дека може да не очекува и нов мигрантски бран, ако ги читаме и странските медиуми и анализи, не се сценаријата баш позитивни понос за тоа што може да се случува кога станува збор за мигранти, имајќи го предвид трендот дека имаме повеќе жаришта, може да се сменат ситуациите и ништо од тоа да не се случи, меѓутоа искуството со мигрантската криза кој што го имате, оно што го кажавте дека Македонија буквално во тој период сериозно ги штитеше границите на Европска унија. Да, беше, иако не бевме дел од Европската унија, Македонија беше границата на Европската унија, каде што буквално го штитевме од тој мигрантски бран. Република Македонија беше тампон и ја штитеше Европската унија од земја членка на Европска унија, поради тоа што мигрантите доаѓаат од Грција. Но таа мигрантска криза, буквално ниту една меѓународна организација која што ги третира овие проблематики, не го предвиди тој масовен бран на движење на мигрантите, иако тој во одредени фази беше мотивиран од страна на челници на одредени држави. Видете, никој нештото не може да го предвиди толку многу однапред, иако сметам дека одредени канали на влегување на мигрантите, посебно онај кој што е во Италија преку морски пат, дека е многу пофреквентен и многу искористен овој период, но и самата крајна дестинација, поточно самиот пристап на државите кои што се крајна дестинација алармираат постојано и мигрантите не се мотивирани и немаат таков, да кажам, прооден пат до тие земји. Така што во овој период, иако тука уште еднаш ќе покажам огромна благодарност кон земјите кои што се членки на Вишеградската група, секако и Австрија, Словенија, Хрватска, сите нивни полициски сили, заедно со нашите полициски сили, се вклучени во чување на зелената граница, не на регуларните премини, гранични премини, туку на зелениот појас на границата на Република Македонија со Грција. Нивното ангажирање буквално покажува дека Македонија
во соработка со тие земји ја го контролира овој мигрантски бран, се со цел безбедност на граѓаните во Европска Унија, секако и на европскиот континент. Кога станува збор за уште една тема, тоа се даноците, имаше доста беше активни и ВМРО работеше буквално да покаже што сакаше претходната власт да направи со оној план за нова даночна реформа, меѓутоа сега имаме одредени нови гледишта и одредени нови постапки по однос на даноците. Може ли малку да ни го појасните тој сегмент? Чинам дека овој период 2023 минатата година многу активно зборувавме и креативно ги критикувавме измените кои што под таа викана даночна реформа тогашната власт сакаше да ги донесе, а тоа беа исклучување на одредени права за помалите фирми. Она за кое што ВМРО има став, и тоа е внесено во програмата на ВМРО ДПМН и на коалицијата, е ниски даноци, се со цел да ги мотивираме оние кои што се во економијата вклучени како даночни обврзници, кои што уредно ги пријавуваат и уредно ги плаќаат даноците, даноците да не им бидат терет и поради тоа одиме со политика на ниски даноци. Но се фокусираме на делот на сивата економија, заради тоа што сивата економија е застапена во Република Македонија во огромен процент. Пред некоја година бевме 33%, по некои податоци сега сме 38% од БДП, што е прилично сериозна бројка. И тоа сликовито искажано за граѓаните годишно ги чини граѓаните сивата економија, колку да се изгради коридорот 10 и коридорот 8. Исто така да изградиме 4 клинички центри, толку ни чини сивата економија, зборувам за годишно ниво, или да ги реновираме сите основни и средни училишта. Да, тоа можеби не се случувале тие работи токму поради сивата. Да. Ако да правиме некоја таква сликовита паралела. Надлежните институции за спречување и намалување на сивата економија, јас сум сигурна дека ќе преземат одредени активности и мерки за сузбивање на истата и постепено овој процент ќе се намалува, заради тоа што сите оние кои што влегуваат во сивата економија не само што се нелојална конкуренција на плаќачите на данок, туку тие и многу побрзо се збогатуваат и нивните средства секогаш ги вложуваат во некои нелегални дејности. И тоа е еден синџир кој што секогаш се провлекува со еден јасен и неселективен пристап кон чинителите во сивата економија. Јас се надевам дека само ќе го зголемиве мотивот кај плаќачите на даноци и на придонеси. Многу теми од многу области разработивме денеска. Тоа се може да се позитивно оцени од гледачите, меѓутоа и вашето работно и животно искуство само покажува и докажува дека оно што на почетокот го рековме дека не треба се делат работите помеѓу мажи и жени, туку дека еднакво можеме сите да придонесеме без разлика дали станува збор да сме членови на управен одбор на МЕПСО, директор во УЈП, новинар, поранешен државен секретар во Министерството за внатрешни работи во време на голема мигрантска криза и шарена револуција. Темата за тоа дека жените треба да се повклучени и се вклучени го гледаме секојдневно. Имаме, како да не повторувам, шеф на држава, жена и на многу други и менаџерски и раководни позиции, меѓутоа сметам дека се уште гласот треба да го испраќаме како жени до оние жени кои што можеби него метафориски кажано не го слушнале она што некој има да го каже, па која би била вашата порака до жените кои што не гледаат во моментов? Поддржувајте ги жените во сите нивни процеси, без разлика дали се тешки, полесни, дали се добри или се во некоја критична состојба, заради тоа што на секоја жена поддршката од жената е најзначајна. Ви благодарам. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Почитувани се надевам. Исто така. Почитувани се надевам дека одговоривме на голем број прашања кои што ги имавте и дека секако уживавте во нашето присуство. Ви посакувам пријатен остаток од вечерта и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.